малите сладки задоволства Мини Павлови. За нив не е потребно белки, шеќер и оцет. Почнуваме со белките. Ги ставаме во миксерот и го вклучуваме да се мати. Постепено додаваме од шеќерот додека се мати. Откако ќе се остане формата во самата шампа од самите перки, кога ќе почне вака да застанува формата, значи веќе ја добиваме посакуваната густина и можеме да го додадеме оцетот. За декорација имаме капинки, малини, свежо нане, а кремот ќе го правиме од маскарпоне и шеќер во прах. Мислам дека е готова шампата, може да се исклучи. Чим од лъжицата која ќе ја превртиме стои, значи е веќе во ред. Може сега, од кога го ставивме во шприцот, да ја земеме тавата во која што ќе печеме. На неја ќе ставиме мрсна хартија, за да не ни се витка вака хартијата. На краевите од тавата ќе ставиме по една точка. За да ја залепиме хартијата, да не ни бега. Можеме сега. Значи, овие бидејќи ќе бидат полнети, ќе ги правиме како во форма на гнезденце. Нема да се цели полни. Почнуваме од долниот дел, вртиме крупче и го завршуваме. Одиме со следното. Еве ги овие прекрасни мали сладки задоволства. Одат да се сушат 1 час на 100 степени. Треба да внимаваме да не ја сменат бојата. Тоа е најважно за овие Мини Павлови. Значи мора да останат бели како што сме ги ставиле сега, да се засушат, да добиват крцкава форма, а внатре тој полниот дел да дојде нешто како мачмелов, да кажеме. Додека во рерната се сушат целувките, ние да го подготвиме кремот. Денеска ќе го подготвиме со маскарпоне и шеќер во прав. Лесен, брза подготовка, а супер на вкус, малце онака сладко, солено. Секогаш сакам да експериментирам, да не е чисто класично само сладко, него да има или киселко, или солено. Ако ви се допаѓаат такви вкусови, слободно можете да пробате. Маскарпонето е по-неутрално. Некои го прават и со крем сир, само тоа е малце по-солено. И го полниме кремот. Еве ги. Возушести. А сега ќе ги филуваме. Можеме сега да ги филуваме. Ги полниме со крем. Овие ми се најубавите моменти, кога треба да се декорира. Значи ставаме капинка по една, бидејќи се навистина големи. Да не биде премногу да доминира вкусот.
Негде ако има место ќе доставиме уште по некоја капинка, ево овдека може. Поголем е отворот. Да биде свежо, убаво и декоративно. Сега ќе ставам нане. Секогаш сакам и со пинцета да работам, за да се долови најубавиот момент, финишот. Не е ова уште финишот, имам уште едно крајно нешто, тогаш го прогласувам за финиш, декорирањето, за да бидат волшебни со сладка бела прашина. Тоа беше мојот избор за вкусни моменти со бобе. Доколку ви се допадна, ве очекувам во следното издание на нашите и ваши вкусни моменти. Уживајте во животот и во малите сладки задоволства. Поздрав!